без родители. Здраво и добро ни дојдовте. Добро ве најдовме, ви благодариме на поканата. Со оглед на тоа што и во самата најава кажав за кој проект станува збор, нашите гледачи верувам дека веќе им станува јасно што ќе бидат темата на нашиот денешен разговор. Денеска ќе разговараме за една навистина актуелна тема, нешто што се случува денувиве, нешто што се актуализира во последно време и навистина ми е мило што е тоа така. Ќе зборуваме за проектот од дом на свое. Пред да започнеме со се друго, јас би сакала малку вовед за самиот проект. Ова е регионален проект, може ли нешто повеќе околу тоа да ни кажете? Така, ова представува, значи проектот од дом на свое представува регионален проект, кој што извршители во Македонија, како што рековте, се првата детска амбасада во светот Меѓаши. Носители на овој проект се Open Media Group од Хрватска, а истиот проект се спроведува и во Словенија и во Србија. Целната група на овој проект се децата без родители, односно младенци без родители, кои што се сместени во установите за згрижување на деца и младенци без родители и родителска грижа, односно оние деца кои што се веќе подготвени да ги напуштат овие установи со самото исполнување на 18 години и така натака, значи до самостојување, односно градење на самостојен живот. Прашањето е што понатака. Колку овие деца се подготвени да продолжат понатака, колку овие деца се подготвени да бараат работа и едноставно да бидат индивидуи, значи да функционираат без надлежниство, значи без да бидат само одговорни, односно да не бидат под одговорност на овие установи. Така, би сакала Ингица да го запрашам, колку беше тешко од како го напушти домот за деца без родители да се снајдеш во општеството? Тоа е голема, не сакам другите луѓе да го осетат тоа што кога се исклучи за домот, што понатака се живее животот, е многу потешко кога се испаднеш од дом, ти немаш кај да одиш, не се оставен си сам на себе, никој не може да ти помогне. На тоа време, ако сум бил порано, кога испадна 5-11 години, живеев на улиците на година дена, така две беа, живеев по коли, по некои згради под улица, мислам згради на поддоми и така некако се сналагав да имам пат за лепсо да се прехрана. Од најдов и работа са понатака и така добив стан од државата и тоа е тоа, значи понатака иде подобро и подобро. Така, и да кажуваш дека добив стан од државата, меѓутоа дали сите имаат таква среќа како тебе? Па сега новата генерација посна да има такви ПДВ, мислам такви да добијат стан и работа од Тинекс, кој што подпиша договор со децата без родители во домот 11 октомври. И веројатно ти, ако подржат вако и новите закони, може ти подобро да дадат и за факултет да се заврши, нели школување и да се злечи више за секој стамбеното прашање, кога секој децата без родители, му е најболно тоа да се лечи стамбеното прашање и работа. Така, би сакала повторно да се вратиме на проектот. Колку време му е потребно за реализација на овој проект и може од ваш аспект, како вие го доживувате овој проект? Мислите ли дека со завршувањето на проектот ќе се реши проблемот кој што навистина е очигледен и кој што го има во Македонија? Да, тоа е еден проблем со кој што секојдневно се соочуваат овие младенци. Значи проектот започна со реализација во октомври минатата година, а ќе трае до крајот на септември. Сега проектот ќе се одвива во 4 фази, а за спроведување, значи за реализација на овој проект се информирани во Министерството за труд и социјална политика. Исто така остваривме контакт со Агенцијата за вработување, кои што како што ветија ќе ни излезат во пресред. Се надеваме за успешна соработка со нив. Контактирани, значи земени се во предвид установите за згрижување на деца без родители, значи домот 11 октомври и СОС детското село, каде што всушност се сместени овие младенци. Значи понатака во фазите кои што ќе се реализираат, завршена е првата фаза. Завршена е првата фаза која што беше истражување на моменталната состојба. Значи во моментов има 47 младенци кои што се сместени во овие установи. Овие 47 младенци се поголемиот дел од нив се со високо образование. Како што кажа Ивица, значи во овој период, значи во овие последни неколку години веќе се многу подобрани условите за разлика во тоа што било пред десетина години кога Ивица ја напуштил таа установа. На овие младенци им се обезбедени тие станови. Решено е до некаде тоа стамбено прашање, меѓутоа они имаат некоја минимална кирија од 500-600 денари кои што треба да ја плаќаат месечно.
Исто така од Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за образование имаат стипендии за понатамошна едукација. Меѓутоа, тука е еден проблем, бидејќи тие се веќе индивидуалци полнолетни, многу малку од нив ја користат таа прилика, многу малку одлучуваат да одат понатака на факултет, да речеме. Поголемиот дел едноставно одлучуваат да бараат работа. Го спомнавме Тинекс. Тинекс е еден одличен пример кој што ние сакаме апел да пратиме до сите останати работодавачи дека овие деца не треба да се доживуваат како криминалци, дека овие деца сепак се способни за работа, се квалификувани за понатамошен развој и едноставно треба да им се пружи шанса да се најде работна позиција и за нив. Така, кога веќе го допревме ова прашање и оваа тема, мислите ли дека во Македонија свеска успеваме да покринеме на една повисоко ниво со оглед на постојаните кампањи, постојаните апели, на некој начин и со ваквите емисии во кои што се разговара? Дали се подигнува свеста кај населението? Знаете како, Меѓаши постои 20 години веќе и 20 години се залага за правата на децата и мир за децата. Ова е само понатамошна работа, значи понатамошна иницијатива на Меѓаши за да се допре до свеста не само на работодавачите, него и на јавната свест дека овие деца, како што кажав, се способни за работа, едноставно треба да им се обрне внимание и се трудиме да ги прекршиме сите тие бариери и предрасуди кои што гледаат на луѓето со кои што гледаат на овие деца. Освен решавањето на стамбеното прашање и секако наоѓање на своевмисло во општеството, односно наоѓање работа или социализација, дали проектот од Дом на све упаќа и претходна обука и едукација? Ги ставаме настрана оние можности за редовно школување, туку оние обуки, одење на курсеви, можеби по странски јазик, информатика? Да, во истражувањето кое што го спроведовме во првата фаза, со представниците од овие установи, дознавме дека овие деца имаат многубројни такви работилници и тренинзи во нивните установи, меѓутоа тие не се доволни, бидејќи се премногу не се толку чести. Значи имаат они и курсеви по англиски јазик, компјутери, комуникацијски вештини, трговија со луѓе, мислам различни теми кои што ги обработуваат. Како што напоменав, овој проект се одвива во 4 фази. Во следната фаза која што ќе ја разработуваме се тие работилници, каде што се надеваме дека ќе имаме соработка исто така со Агенцијата за вработување. Тие работилници и обуки ќе бидат конкретно, значи наменети за младинците, ќе бидат некои од темите кои што ќе се разработуваат ќе биде пишување на CV, на пример, како тој формален документ треба да представува една личност, бидејќи нели е потребен тој за било каква барање на работа. Понатака ќе ги внесеме младинците во процесот на вработување, како да бараат работа, каде да се обратат за да бараат работа. Мислам, Агенцијата за вработување е тука, меѓутоа дали е тоа доволно? Постојат и сите тие огласи кои што се во било кој медиум, значи во печатени медиуми, на интернет ги има тие огласи, овие деца не се информирани дека тоа постојат. Исто така дел од обуките ќе бидат за лична презентација на закажаното интервју. Значи да се избегнат сите тие вулгарности, како да се однесуваат гестикулации, да се подобрат говорните вештини, да се надмине онаа трема која што сите ја имаме на било какво интервју. Така да тоа се само дел од темите кои што ќе се обработуваат на овие работилници. Би сакала да напоменам дека во овие работилници ќе бидат вклучени лица од областа на психологијата и социјалните дејности, ќе има од локалните невладини организации, од приватниот сектор, јавните установи, така да ќе биде тоа една подготовка за овие деца за животот понатака. Така, и би сакала да тебе повторно да запрашам, дали тебе ти помогна некој за да најдеш работа? Како успеа ти да си најдеш работа за себе, затоа што во тоа време не имало вакви работилници? Јас работа данас и една опекој на мој другар, он ми ја најде и тој сам на себе ми помага. Ние децата од домот си помагаме него себе, значи ако не си помогнеме него себе, значи државата не помага никој, значи мораме него себе да си помогнеме, се оваа држава полека свати, значи се освести више преку овие телевизии, преку новинали, што има нели вака што ги викаат децата без родители, да ја кажат нината проблем, значи државата више се освести од тие татко на овие деца, од тие мајка, ти треба да му помогна на овие деца. И верувам од државата и повеќе се работи, од овие деца само имат една
молба и една желба, тоа е државата му помогне на нив. Нема да дојде некоја жена или некој човек да рече ја да ти помогнам, да ти дам поклон на град или леп да каснеш ако државата не дојде ме поклене. А ако не ме поклене, тоа се додам едно, значи или да крадам, или да убивам, или нешто да правам да преживеам. А ако државата не ми помогне, тој нема никој кој да ми помогне мене. Така сигурно дека никој не го сака тоа, сигурно дека токму затоа и државата и како што и самиот кажуваш се освести. Велиш другар од дом ти помогнал. А дали тоа значи дека се дружите само вие меѓу себе и дали луѓето од околината не ве прифаќаат? Па повеќе ова држава, значи кога ќе кажи дете од дом си или пример, ја имам пример девојка ќе фатиш, не му кажеш си дете од дом си и кога ќе кажи после на крајот ти си дете од дом, па те откачува. Значи сме одвоени од тоа отсество, што го викам, тоа не се одвоени сме, не го прифаќаат толку што сите ние сме еднакви граѓани на Македонија. Тоа е голема грешка на самите луѓе кои не ги проценуваат луѓето какви се. Да име шанса да си се покажам, че сум човек како еден со сите можни луѓе кои сите имаме иста душа, исто срце, сите имаме. Така убаво кажа, навистина треба секој да добие шанса да покаже што знае и што уме, затоа што нели доколку не добиеме шанса и колку да сме способни и квалитетни немаме каде тоа да го покажеме. Маја, каква се состојбата со домовите во Македонија? Имате ли направено никакви анализи во тоа? Има ли подобрување на самата состојба во домовите? Самата состојба во домовите, како што напоменав претходно, значи моментално се сместени 47 младинци. Да, тие имаат дополнителни обуки, тие имаат тренинзи или работилници, како да ги крстиме. Меѓутоа, со навршување на, значи, кога ќе наполнат 18 години, на тие деца им се обезбедени тие станови, дадени им се некои финансиски средства, меѓутоа тие финансиски средства е индивидуално како тие деца ги користат. Некој пример има, да речеме, си купил кола и толку, не се ни потрудил да побара работа, некој ги потрошил, отишол некаде на патување, некој инвестирал во нешто, некој знаете, понатака веќе тие се полнолетни, еве ви стан, имате опција за дополнително образование, меѓутоа, како што реков, ретко која користи. Ретко која користи. Сега, клучното прашање, значи целта на овој проект не само да се едуцираат како да се однесуваат овие деца понатака, како да бараат работа, каде да бараат работа, на кого да се обратат и како да се однесуваат од кога ќе стигнат до тоа интервју, туку целта е да се вработат овие деца, бидејќи 47 деца не е некоја огромна бројка, не е нешто кое што е неизводливо. Значи, би сакале ние да пратиме апел до сите останати работодавачи, не само до целата, значи да ја покренеме јавната свест, него и сите овие работодавачи едноставно да ги прифатат овие деца такви какви што се и едноставно да се пресече таа бариера која што постои, сите тие предрасуди. Бидејќи еве го Ивица еден пример, е способен за работа, вработен е, задоволен е, неговиот работодавач е исто така задоволен од него. Тоа е само еден успешен пример, меѓутоа што е со останатите 47. Тоа се ретки газди. Тоа се ретки. Јас се надевам дека како што ќе помине нели времето, меѓутоа не многу време, да оставиме да се усвестат, како што и самата кажа, работодавачите и на никој начин да излезат во пресрет на потребите на децата кои што со своето помалитство нели ги напуштаат домовите. Би сакала уште едно прашање, затоа што ова е нели регионален проект, дали всушност е и регионален проблем? Дали ваквиот проблем го има во целиот регион? Секако, да. Секако дека е регионален проблем, затоа се имплементира и, како што кажав, и во Хрватска, и во Србија, и во Словенија. Бројката таму е многу поголема, значи тука се само 47 во две установи, во Србија, например, се 22 установи, така да проблемот е сериозен. Мислам, поголема бројка на деца и едноставно интензивно се работи, како што рековме регионален проект, значи по завршувањето на работилници каде што ќе се изработат сите тие CV-а, да речеме, ќе се направи еден вебсайт каде што ќе бидат аплодирани сите CV-а, па да се овозможи шанса, можеби ќе има некој работодавач, да речеме во Србија, на кој што ќе изрази желба да вработи деца, младинец од оваа целна група, можеби ќе имаме соработка и со некои работодавачи од другите земји кои што се вклучени во овој проект.
Така, сакала нешто повеќе околу самите бариери и околу предрасудите. Македонската јавност, македонското население е некако навикнато се уште да живее со предрасуди. Има ли некаков проблем околу полот на децата? Дали потешко наоѓаат работа девојките или момчињата? Не е тоа толку клучен проблем, а повеќе, повеќе домско дете, кога ќе се каже. Би сакала да ви прочитам, да се надоврзам со нешто. Во првата фаза кога го спроведовме истражувањето, исто така беа вклучени дел од младинците кои што се веќе излезени, како што е Ивица, и он има свој интервјуа, кој како се снашол, секој си ја раскажа својата приказна. Ова е само една изјава од поранешен спитаник во установата за згрижување на деца и младинци. Вели, кога ќе кажеш дека си дете од дом, не ти даваат можност да се покажеш во која било работа. Не ти даваат да одиш напред, оти немаат доверба, оти мисла дека децата се криминалци, децата се вакви или онакви. А има деца што завршуваат за полицајци, за инспектори, големи луѓе кои што станале, кои што покажале дека може да бидат и они луѓе како и секој останат граѓани. Така да ова е од нивна перспектива, како они го доживеале тоа. Ивица може да ви каже повеќе, бидејќи едноставно навредливо е, тие наметнато име тоа они да се дружат во тој затворен круг, како што рече, они се семејство, они се навикнати да живеат заедно и меѓусебно да си помагаат. Едноставно луѓето чим немаат доверба, они се плашат да се обратат. Има и некои фирми што ги децата си ги изработи, дето дом си изработи, поради што е ослободување на данок или државата што дават, дук не помени тие 2 години, после ќе ошутнат и 2 години мора да држи, ќе ошутне само да земе пали од државата и да биде ослободен од данок, да не плаќаш данок и да земе со државата поиш пали е добивка на фирмата и они многу пати го користат и тој момент да го искористат детето пак од дете од дом. Има и такви случаи. За жал има и такви случаи. За жал има и такви. Многу работи се прават само да децата да не ги сватат оти се како еден човек, секој човек е правен и сакаме да се покаже да има добро разбираност и ние не сме такви, туку сме секој човек што сака да работи честно и правилно. Што го бараме ние, не бараме нешто лошо да крадем или нешто, ти са како идат времината, децата свајкат оти маце треба да учат на подобро устои, на како што кажа на работиници, да има такви работиници, може децата да сватат што ги очекува понатака во иднината. Така, можеш ли да ни кажеш накратко твое искуство од времето кога би се водува? Дали таму имате такви работилници? Немаше. Мојата јас тие настански ковеа пија кафе, цигара и не му интересува дали детето е наво или на улица или дали детето ќе да проси или да се краде, дали ќе краде или нешто се прави. Тоа не се водеше деменца, мојта, ја ви кажам, ако не беа децата од домот големите беа стоп на тој дом, ки зима од улица, па те трудеат вас ти шамале, те освестат ти не треба, така беа полно мене, се тој нот сум така. Ви кажам како било полно, ама научив од нив големите како да се поставам, како да висе да сакам, како да не крадам, да не одам да просам, да не одам да се го пилам, туку да ги сватам оти треба да одам на добар пат и ме науче на добар пат. Ако не беа големите деца без родители, тие големите луѓе што има 20-25 години, кои веќе искачени, ако они не дојдат да го малиот дете да го поддигнат, наследниците нема да дојдат да го поддигнат. Да, меѓутоа сега е веќе променето. Променето е, сега е поинато. Сега е веќе системот функционира многу подобро. Во самите установи, мислам и од страна на државата, остварена соработка и покрената иницијатива за да се помогне на овие младенци. Како што напоменав претходно, веќе постојат, можеби пред 10 на 12 години не постоеле тие работилници, сега ги има, меѓутоа не се толку чести. Ние сакаме да ги подготвиме овие младенци за, како што реков, за барање работа. Планираме во оваа кампања, исто така гласноговорник е Весна Петрушевска. Таа е вклучена директно во оваа кампања, која што на одржаната пресконференција која што беше минатата недела, Весна директно се обрати до работодавачите и покрена иницијатива за да се прекратат сите тие бариери. Јас искрено се надевам дека оваа кампања ќе вроди со голем плод. Се надевам дека резултатите ќе ги видиме во најскора иднина и уште еднаш ви благодарам што би се денеска рајтата заедно со мене. Јас се надевам дека ако ништо повеќе, барем овој краток разговор успеа да допре до оние до кои што се наменет најмногу до работодаваците, меѓутоа и до целата јавност дека треба да се срушат бариерите. Ви благодарам.